Ние постоиме за пациентите. Суштината на нашето постоење се пациентите и најважен е моментот дека со волкав број, врз основа на демографските податоци, сондажата од терен, оваа бројка на патронажни медицински сестри не можат да ги постигнат сите потреби на терен, бидејќи тие се распределени според области, според општини. И сега каде вие имате природен прираст на општини, населени места каде што имаме, значи, голем број на родилки, тие не можат да постигнат да ги посетат само, а не да, нели, здравствено воспитно да делуваат и да бидат континуирано со нив, со оглед на тоа дека нашите патронажни служби во последниот период се и во поливалентна служба. Поливалентната служба значи дека тие покрај посетата на родилките и на младите новите мајки со кои треба да работат, значи треба и хронично болните да ги обслужуваат со нивните потреби здравствени услуги. Така да има многу проблеми во патронажната служба за кои унијата и издруженијето со години наназад апелирано. Не се само бројките и квантитетот. Кога се во прашање патронажните сестри, бројките и понатака ќе паѓаат, затоа што има таму една состојба во која предметот под патронажната служба го изучуваат во високото образование, се изучува не во образовните програми во средното медицинско училиште, а високите образовни дипломи и образование на сестрите од патронажните служби не им се признаваат. Систематизациите не ги препознаваат како такви. Второ, има еден многу голем проблем, природното одлевање, бидејќи старосната граница, средната старосна граница на сестрите во патронажната служба е веќе над 50 годишна возраст. Алармиравме 7-8 години наназад преку нашето друштво за патронажни сестри, кои што го имаме внатре во унијата и во здруженијето. Имавме симпозиуми успешни многу, каде што зборувавме за податоците генерално за медицинските сестри во патронажната служба и апелиравме за нивно надополнување и нови сестри со до едукации. Меѓутоа, за жал, значи и понатака имаме сестри договор на дело статус во патронажните служби и покрај тоа што имаме недостатоци, да речеме во поликлиниката Чаир имаме недостаток на можеби 11 во последниот наш контакт со нив во делот на нашите хуманитарни акции пред новогодишните празници, кога имавме прилика да се видиме, недостасува 11 кои што по природен пат на одлевање во пензионирање и така понатака го направиле тој дефицит. Меѓутоа има 4, односно 2 како што се нашите информации сега во овој момент, кои што се во статус договор на дело со години, кои што се обучени и кои што се на терен и се многу потребни, меѓутоа немаат се уште решенија за редовен работен однос. Вакви ситуации имаме и во другите општини каде што функционираат и каде што се службите на патронажните служби.